На овие избори, исто како и на минатогодишните, се гласачите од Пустец Албанија, за кои што се јавија сериозни сомнежи дека во овој изборен циклус гласа на две места, и во Тирана и во Македонија, во Скопје, каде што бидејќи поседуваат две лични карти и од двете држави, иако ги имаше на списокот на лица кои што имаат државјанство од Албанија и беа во тамошниот избирачки список, овие лица дојдоа и во Скопје со организиран превоз, барем така кажуваа податоците од теренот. Цивил располага и со фотографии од две возила кои што вршеа превоз на гласачите од Пустец. Овие гласачи беа забележани на повеќе места. Ова најмногу се случуваше во избирачкото место бир 2849 во центар, каде што се појави гласач од Пустец да гласа со веќе обоени палци на двете раце. Ова било реагирано од страна на избирачкиот одмор, меѓутоа гласачот со бегање го напуштил местото. Ист ваков случај имавме уште еден, значи кога лица со обоени палци на двете раце се обиде и трет пат да гласи, му беше дозволено. Значи, кај дел од овие лица беше регистриран и организиран превоз на гласачи, како што рековме. Гласачи од Пустец беа регистрирани и евидентирани на повеќе места, значи во Ресен, во Бутел, во Центар, Кисела вода, Кичево и аеродром. Дел од овие лица со организиран превоз беа донесени во Ресен, а потоа беа распределувани со автомобили низ повеќе гласачки места. Исто така комбето, жолтото комбе кое што беше сликано, че најпрво беше паркирано во Бутел, а потоа гласачите беа распределени во аеродром и на други места, што значи дека стануваше збор за целосно организирано носење на гласачи кои што реално немаат живеалиште во Македонија, а се пријавени дека живеат тука. Ова мислам дека го докажавме и преку видео снимки, каде што овие лица беа евидентирани дека живеат на одредена адреса, меѓутоа кога се упативме на тие адреси, луѓето ниту знаеа, ниту пак некои влезови не постоеа. Значи тоа е видеоматеријал кој што беше презентиран во јавноста. Тука доаѓаме до ДИК, бидејќи целиот овој материјал беше предаден до Државната изборна комисија, која што изјави дека нема да ги разгледа нерегуларностите и забелешките кои што ги испрати невладината цивил на денот на изборите. Јас ќе цитирам изјавата на претседателот на ДИК Никола Рилковски, кој рече: "Ние вашите забелешки ги сметаме за информации и не можеме да одлучуваме ништо по нив." Од невладината цивил добивме голем број забелешки, но тоа за нас е доставување материјал од информативен карактер. Тоа не се податоци од кои ние конкретно ќе одлучуваме, ние само ќе одлучуваме за тоа што ќе го добиеме како официјален податок од приговорите. Подпредседателот на ДИК Супхија Купи за Цивил медија изјави дека Цивил не е активно во изборите и дека само политичките партии можат да ги користат забелешките на кои Цивил укажува. Инаку Цивил поднесе 250 случаи на нерегуларности на денот на гласањето. Две забелешки извештаи за нерегуларности беа поднесени до ДИК и во текот на предизборната кампања, односно еден ден по денот на гласањето во првиот круг на нерегуларностите. Со други зборови, сите овие информации до кои дојде Цивил и сите забелешки од страна на граѓаните ќе бидат земени само како информација, но не и како представка. Во однос на ДИК, јас имам уште нешто да кажам по однос на работата и транспарентноста и легитимноста на извештаите кои што можеме да ги видиме. Во текот на вчерашниот ден доцна вечерта се појавија податоци околу општината Аеродром, каде што се појави дупка од 20.000 гласачи на официјалната веб страница на ДИК, односно беше објавено дека процентот на излезност е околу 99%, со регистрирани 63.818 гласачи. За оваа дупка од ДИК се уште немаме повратна информација и образложение зошто се јави, ако се обидовме да добиеме одговор. Веднаш по час и половина откако се појави оваа информација, податоците на веб страната на ДИК наеднаш беа сменети и сега фигурира дека гласале 43.818 гласачи, значи 20.000 гласачи помалку, што комплетно ја менува сликата за излезеноста, процентот на излезеност.
од тие причини сметаме дека е недозволиво да се игра со бројките, ова се официјални бројки на Државната изборна комисија и дека ДИК треба конечно да излезе со целосна и општа слика и точни податоци за излезеноста, бројот на гласачите, на важичките и неважичките ливчиња со цел да се добие комплетна слика за она што се случуваше на изборниот ден.